Добро дојдовте во нашата лабораторија каде што не се плашиме да експериментираме со митови, заблуди, предрасуди, бариери, разни верувања и уверувања. 6:38 нов рекорд. Драги наши, денеска имаме специјален гостин. Денеска со нас е Дуци. Дуци, здраво, како си? Добар. Одличен одговор. Денеска ќе пробаме да го срушиме митот дека татковците не се снаоѓаат со деца и дека татковците не се добри бебиситери. Дали си спремен? Мажите не знаат правилно да држат бебиња. Одлично, сега ќе го облечеме Атанас како бебе, па да видиме како ќе се снајдеш. Чеке малци, имам проблем со коленом, менискуска и... Ето имам и за тоа решение. Па да, тоа ќе помогне на љуѓето. Предизвик број 1. Мажите не знаат да држат бебиња. За овој предизвик потребно е да имате едно мало бебе, го земате, тука може мало мучу, го ставате на рамо, јас ова го викам рамо за неплачење, и замислувате некоја песничка и во слободен ритам тапкате и му пеете тивком. Поза home office го земате бебето, го фаќате овде под рачето и работите што имате низ дома. Поза лудашка, поза супермен. Пазите да не ви лепно од раце се. Ова е поза папагал, го ставате на рамо. Поза те молам заспи. Го земате бебето, му ги фаќате рачињата и ноџињата и почнувате тивко. Те молам заспи. Спи. Ова е позата, употребете пријател, му го предавате бебето и му кажувате колку многу го личи. Многу те личи, така се држи бебе. Одиме последната предрасуда. Притисни го копчето, Дуци. Да видиме. Мажите не знаат да нахранат бебе. Не би рекол. Ајде да видиме. Неколку начини како да нахраниме бебе. Класика авионче. Много е важно звукот на авиончето да го направи. И кога стане малку храна, со крилото од авиончето, бришеме. Како даваме млеко. Формула 1. Легуваме во пит-стоп, да го наполниме бебето со млеко и куп. Ајде, малцу. Мултитаскинг. Го наранив, дојди да го превземеш. Не бива, бе. Уште една предрасуда срушена. Ајде да видиме што е следно. Кој ќе стигне, ти или Малиот? Ајде тут. Браво! Менување пелени за 1 минута. Па во зависност од тоа дали носиш шпикозни или не, мислам да го може. Да видиме. Добро мислам. Ништо тука. Секоја чест, момче. Ете, почитувани гледачи, конкретен доказ дека и татковците знаат да бидат... Заспа. Не го вате. Затоа, за следен пат да повториме. Не е важно кој подобро знае да чува деца, току дека родителството, грижата и негата е подеднаква задача. Затоа, да направиме место и да ги срушиме предрасудите. Се гледаме во следната епизода со уште предрасуди кои чекаат на ред да бидат срушени. Не, се представи го.